се јавуваат луѓе и бараат зошто нема карти за февруари, може ли да купиме за март. Првиот мој проект 12 на Синиша Евтимов со почеток на првата читачка проба да почне со продажба на билети и на карти. Суштината на театарот е во таа катарза, истовремено и да ги насме и да ги расплаче сите што се во публиката. Ја конкретно присуствував на снимање на една серија каде што требаше да се направи собранието во Белград. Тоа се случи за 10 дена, они го создадоа и го срушија со експлозија на снимање, каде што тоа кај нас не велам дека е невозможно, но треба да се стремиме кон тоа да го достигнеме. Доколку ви се допаѓа што го врти светот, стиснете subscribe и like. Некој од вас оваа сезона ќе може да се запознае со еден од омилените говорници и ќе добие авионски билет за некоја европска дестинација. Целта на предизвикот е да продолжиме да ги шириме видиците и надвор од дигиталниот свет. Господине Кимовски, што го врти светот? Младите, се разбира. Кога говорам за младите оние родени како млади генијалци, кое што ние како општество не треба да им ги отсечеме крилата кои што ги имаат во себе. Јас се надевам дека овој одговор точен и дека ќе продолжат да го вртат. А сега ќе поставам неколку кратки прашања со еден збор е најдобро да се одговорат или треба брзи одговори. Тони Михајловски или Никола Ристановски? Тони Михајловски и Никола Ристановски заедно со нивниот професор Владимир Милчин во одбележување на 80 годишниот јубилеј во наредната 2025 година заеднички сите тројца на едно место. Второто прашање ми е Шекспир или Чехов? Чехов. Добро. Прв ред или последен ред? Златна средина. Некаде Тоа е од кој 7-миот ред до 11-тиот. Што треба да направиме за македонскиот театар, особено македонскиот народен театар како најголема институција во театарскиот сегмент, да стигне до најголема публика и да го постигне својот целосен капацитет, затоа што гледаме еве од двете слики кои што ги објавуваме се гледа дека кадар имаме, актери имаме, се што теоретски ни е потребно го имаме, што е она што треба да го направиме за да го достигнеме врвот. Значи македонскиот народен театар има толку значајна историја, огромна, која што се базира на големи успеси, на големи актери, на големи режисери кои што работеле во тој театар, создавале, но во однос на вашето прашање е многу едноставно. Македонскиот народен театар треба да ги отвори вратите. Треба да ги отвори вратите во однос на сите да бидат составен дел од Македонскиот народен театар. Значи, почнувајќи од најмладите до најстарите. Секој да има ние како понуда, како театар, да возможиме секој да се чувствува дека е дел од Македонскиот народен театар со различни програми, почнувајќи од најмладите, од едукативни до потребите на нашата верна публика. Тоа што редовно доаѓа на театар. Да, малку да се крене нивото во однос на гостување на значени театарски фестивали, кои што Македонскиот народен театар ќе го вратат на европската мапа како еден престижен и назначен театар, бидејќи ги внатрешно, како што кажавте и ви, благодарам за тоа што го кажавте, дека Македонскиот народен театар има таков неверојатен потенцијал. Многумина во последните интервјуи ми викаат премногу се фалиш, треба тоа публиката да го каже, но ја мислам дека
веќе е тоа докажано, но Еве, јас сум едноставно публика. Јас сум публиката, да, во таа насока мислам дека сме свесни. треба да се покажеме во рамките во целата Европа со нашиот целокупен потенцијал внатрешен и да работиме во создавање на проекти, представи и активности каде што и нашата публика домашна ќе се чувствува дел од Македонскиот народен театар како свој дом и на страна во рамките на Европа и на целиот свет ќе им кажеме дека сме многу значаен театар, дека можеме многу да постигнеме, дека имаме капацитет за тоа, дека имаме актерски потенцијал, технички потенцијал. Едноставно е, но треба многу да се работи на тоа. Врти еден муабет во последно време дека во театрите сите места се распродадени, тоа е веројатно така, дека има огромен број на посетители, на представи, карта не може да се најде и слично. Особено кога ќе излезе некоја представа каде што има популарни актери или е нешто кое што текст кој што е популарен и слично. Што мислите, дали последниве години имаме раст на бројот на луѓе кои што одат на театар? Дали имаме раст на публиката или пак сепак не, еве во однос со 2017, 18, 19, значи пред ковид? Апсолутно да. Бројот на публиката се зголемува во секоја наредна година. Ковидот као ковид нанесе голем удар не само на македонскиот театар, воопшто на театарот на секаде во светот, така да тој период беше катастрофален и не би сакал да говорам за тоа бидејќи создаде проблем на целиот бизнис во секој сегмент на општеството, не само во театарот. Но факт е дека бројот на публиката се зголемува, ние имаме верна публика која што ги потсетува нашите представи и апсолутно немаме проблем во однос на пополнување на салата. 12 луѓето екстремно се заинтересирани за представата, нормално со таа постава која што ја има, меѓутоа мене ми беше многу интересна првата фотографија која што излезе и тоа беше навистина и многу кул пристап, самата фотографија мислам дека ја продаваше некако представата. Како оди тој сегмент, колку бргу се наполни представата, дали пристапот на практично отварање на продажбите многу пред премиерата се исплати до сега, па понатаму ќе видим. Па еве од последното да почнам, тоа како нов менаџер на Македонскиот народен театар го воведов со првиот мој проект. Тоа е 12 на Синиша Евтимов со почеток на првата читачка проба да почне со продажба на билети и на карти. Во моментов мислам дека од денеска ќе почне продажбата до месец мај. До месец мај иде одлична продажбата, значи буквално се јавуваат луѓе и бараат зошто нема карти за февруари, може ли да купиме за март, да се така да тоа е еден добар систем каде што требаше да делиме карти, ќе беше најгледан. Да не само тоа, продукцијски е поврзан со само финансирање. Значи представата додека се работи, се продава и тие средства може да се искористат во дополнителни средства за изработка на костими, сценографија, не знам зашто претходно не се оправило, може и кога оправило, може не правилно. Смислам топла вода. Но се покажа како еден многу добар систем за реализација на проекти. И во други бизниси се користи. 3D принт од стан, го продава станот пред да се стави првата лопата. Да, се работи со тоа, мислам. Можеби лоша компарација, ама без разлика на индустријата, ова е одличен пристап. Да, многу сум среќен и бидејќи, како да кажам, наследив проект кај што конкретно режисерот Синиша Евтимов требаше да работи друг проект. Сега не е добро да говорам за претходот, јас сум човек кој што е насочен овде и сега и во иднината, но доби едни средства каде што од пасакуваните беа на 1/3, да кажеме.
Синиша ми е долгогодишен пријател и првата моја представа како инспициент е Сомнително лице, каде што он беше режисер, со Игор Джамбазов, се една неверојатна екипа и тогаш едни од најдобрите актери во театар Центар, значи уште не бевме преселени во новата зграда. И сега, дали е тоа судбина, дали е космос, дали е Бог, како директор, првиот проект кој што го имаме, повторно со Синиша Евтимов. Не е лошо тоа. Па, Тоа е добро. Добро е, случајно е, но ете, така сакале звездите. И ние сме многу добри пријатели. Синиша е, според мене, еден од најдобрите режисери, не само во Македонија, туку во регионот. Синиша е исто така театарско дете, кое што е долги години присутен во театарот, значи претходно почнал како асистент и се. Значи сите овие 12 него многу добро го познаваат. И кога се одлучивме да го правиме тој проект, тоа е негова идеја, негова адаптација, совршена адаптација на тој текст и на тој филм. Седнавме во канцеларија, сега ќе бидам како бидејќи подкаст, Синиша им вртеше на телефон на сите 12 и буквално никој не го одби. Значи сите беа апсолутно за. Тоа беше за мене некој да го одбил. Никогаш не верувам дека би го одбила. Не, веруете, значи многу ретко актерите тоа да кажам без да ги навредам, бидејќи ја бескрајно ги почитувам и ги сакам актерите, имаат его, каде што не знам, претходно било јас не сакам да работам со тој, не сакам овој текст, па не е тоа лесно. Комплицирани се, но во однос, позитивно кажано, во однос на креативноста, во однос на претходни проекти и искуства што ги имале. Но во овој случај, значи, се работи за една таква сериозна и моќна актерска екипа, каде што они веќе дел од нив се пред пензија, значи голем дел, толку овакво, јас го истерам цел мандат, овие 4 годишни што е официјален, повеќето од нив се не ќе да ги споменувам, ќе ги испратам во пензија, каде што сега име, како да кажам, многу значено да бидат сите на исто место, се што било претходно да се заборави. И значи екипа која што можеби нема да се повтори. Дај Боже повторно да се соберат истите, се имаме наредната година и јубилеи се, но мислам дека овој концепт и во оваа, како да кажам, структура и во однос на екипа и на процес и на текст ќе е once in a lifetime. Добро, интересно. Би бил среќен уште еднаш кога се случи, да се здрави и живи сите. Е најверојатно once in a lifetime. Е најверојатно once in a lifetime. Се надевам некој ќе ги собере, ако не во театар, на филм или на представа, за секој случај да си ја гледаме представата, што е сигурно. Јас не само вас и целата публика поканувам да присуствуваат на една представа која што навистина ќе остави голем траг во театарската историја. При тоа работиме и на making of, значи на самото создавање имаме правиме документарец. Аха, документарец, јас мислев. Добро. Не е класичен making of, него на сериозен документарец од создавањето на представата, кој што е во насока на јубилеот 80 години МНТ, дали ќе го проектираме во самиот театар или во некој од нашите кина ќе видиме, но во секој случај ќе остане за идните генерации. Кои се тие представи кои што се најактуелни кај публиката, или знае ли стварно квалитет да препознае и што значи квалитетна публика кога се гледа, да кажеме, од перспективата на публика? Кои се најпосетени, најбарани представи? Па видете вака, значи едноставно кажано, кога ќе дојде посетителот да купи билет во Македонскиот народен театар, поставува 3 прашања. Значи, која представа е, кој режисер,
каков жанр е представата, дали е комедија, дали е драма, дали е трагедија. И клучното прашање е кои актери играат во представата. Значи, мислам дека тоа е склоп кај што едноставно треба да се најде еден баланс измеѓу сето тоа и жанровски, и актерски, и да е нешто каде што посетителот или самата публика ќе биде задоволна и ќе ужива во представите. Така, а за тебе што е добра представа? За мене лично е добра представа она представа која што ќе направи таа катарза, бидејќи театарот суштината на театарот е во таа катарза, да ја истовремено и да ги насмее и да ги расплаче сите што се во публиката. Значи, таа е една средина која што ретко кога се постигнува. Така, и да те... мене ми се случи пред некое време на една од последните представи на која што бев. Значи, во еден момент као ти доаѓа солза, па после се смееш и не знаеш кај си, така да тоа е... Тоа се двете маски на театарот. Да. Едната плаче, другата се смее. Мора публиката да се препознае како во самата представа, така и да доживее таа емоција, каде што или просто кажано е најдобра представа или филм е која што од кога ќе заврши представата, кога ќе седнете со вашите пријатели, можеш да ја раскажеш буквално овака како што седиме ние во неколку реченици. Да знаеш што се случува, да знаеш од почеток до крај. Сега денеска моца сакам и нели да зборуваме за тоа behind the scenes, ама пред да почнеме, многу интересен пристап, бар според мене, е летната сцена која што се постави пред МНТ, каде што се случува концерти летово. Па и есента имаше доста концерти пред да залади баш времето. Која е целта? Нели млада публика одеднаш дојде го виде театарот, која што можеби и до тогаш немала идеја дека треба во МНТ да излегува. Повторно се враќаме на прашањето за отворените врати на театарот, за еден поинаков пристап. Тоа беше на моја не моја, него заедничка замисла со мојот веќе покоен пријател и колега, големиот актер Славиша Каевски, каде што случајно ја видовме таа сцена на еден настан. Инаку, зборам сега технички од однос на самата сцена, тоа е буквално наша, од однос на рампа, на практикабли, на светлоно озвучување, но беше наменски наместена пред неколку години за еден настан, за една фирма. И ние присуствувавме на тој настан и рековме зошто ние како театар не го правиме ова, да отвориме една нова летна сцена, еден нов простор. И по самото моје назначување како директор на Македонскиот народен театар, тоа беше првата моја идеја. Пак испадне дека се фалам што ме критикуваат дел од мојот тим, дека тоа треба публиката да го каже, но мора да дам да го потенцирам тоа дека ја реализиравме буквално за 15 дена целата организација во однос на самата програма, во однос на технички како тоа ќе се реализира и се останато. И јас сум пресреќен, апсолутно незадоволен од себе. Највеќе сум задоволен од тоа што ја осетив самата публика, бидејќи нормално присуствував на секој настан. Видов една нова публика, една сплотеност, една симбиоза на публиката со изведувачите и еден нов простор. Мислам дека тој простор е, самата положба на Македонскиот народен театар е фантастична. Да. А при тоа делот, значи, она плато према реката Вардар, нуди една таква можност да не само
Значи мора да разберете крајната цел, освен името што ќе носи летната сцена Славиша Каевски, има и многу други, еве, кога говориме за бизнес и за спонзорство, за се, таа е достапна, например, нема да биде само во периодот кој што беше сега. Правиме некои анализи кои што покажаа дека треба да биде пред годишните одмори, например, крајот на јуни, почеток на јули, наместо на септември, се учиме, тоа е едно мало бебе. Може би мај, но во секој случај може да се искористи за било какви корпоративни настани кои што го прави секој голем театар во Европа, просто кажано рентање на таа цена, каде што може секој изведувач, музичар, уметник, фирма, потенцијален спонзор, поддржувач на театарот да го искористи тој простор, кој што е стварно прекрасен и тоа беше крајната цел, да се отвори нешто ново и младите да почнат да излегуваат. И младите да знаат дека имаат нов простор. Да. Тоа кога тргнавме да го правиме, вика сега ќе бидеме ко нов МКЦ или не, напротив. Првичната моја идеја беше да има само концерти, но во консултација со вработените актери и режисери дојдовме до заклучок да биде малку програмата разновидна. Да, шарано беше, имаше представи. И представи, и концерти, и стендап, и се. Супер. Така да се тоа кулминираше со концертот на Архангел, каде што имавме преку 800 посетители, 800 може би на други кои што организираат настани во Борис Трајковски, во други сали е не смешна бројка, не подценувачка, него просторот ја овозможува таа бројка, но тие што не стасаа до билети, присуствуваа на мостот, беше на прекрасна гледка. Колку време си во театарот? Од 2006 негде при крајот. Значи, од сите овие години, веројатно тоа помогнало, затоа што ако дојде некој нов човек или некој кој што не ги поминал сите нивоа на некој начин, нема да знаеш веднаш да го направиш тоа кој треба се и така натаму. Не велам дека било така некогаш во минатото, сме имале стварно успешни примери за директори на културните кај нас установи, без разлика за што се работи. Меѓутоа, генерално, сигурно тоа ти помогнало што веќе знаеше каде треба да се јавиш и да се заврши работата, стварно за 15 дена се да се постави, така што тоа е многу интересно. Не знам колку луѓето што не гледаат знаат, на 20 години прво вработување во животот ти е во МНТ. Очекуваше тогаш дека ќе го водиш? Да, мојот прв факултет е правниот, каде што јас се запишав на новинарски студии, но во однос на тоа да бидам насочен кон културата, да пишувам за културни настани, и како да кажам, во една ситуација бев каде што морав да работам, како и повеќето студенти млади сега, за да едноставно ги растеретам моите од останатите трошкови и се останати на таква ситуација која што повеќето од младите имаат во моментов, не е ништо ново тоа и не е срамно да се каже. Не, тоа е според мене е многу добро. Според мене е многу погубно ако еден млад човек нема ден работно искуство и дојде до одредена возраст кај што ќе се разочара. Подобро било што, особено на 20 години, да се учи, ама во овој случај не било што очигледно, тоа е тоа. Да, и така дојдов мојата прва работна позиција испициент, тоа е една сериозна работна позиција во театарот, тоа е асистент на режисерот, тоа што е кој е во позадина на целиот проект, како главен организатор, некој кој што ја координира целата администрација, техника, актери, од распореди до се, и морам да бидам искрен, кога влегов тогаш бевме во театар центар, сега што е старото МНТ, си реков
ќе пробам неколку месеци да видам како што да се снајдам околу студиите, новинарство, се ќе се продолжам по тој пат. Поминаа неколку месеци. Таму има и се уште има театарот, ја ги театарски волци кои што по уште од првиот процес ми рекоа ти ќе останеш овде. Ќе останеш овде и треба да останеш овде, бидејќи се гледа во тебе дека ти го имаш тоа, како да кажам, театарско дете или... Видете, театарот е... Или ќе те фати таа театарска магија, таа... Не сакам да звучам се мистично или... Но луѓето кои што работат во театар тоа го знаат и го чувствуваат. Или ќе се најдеш таму во првите неколку месеци или театарот сам ќе ти isfрли без и да сакаш тоа да го направиш. Јас им реков, не, тука сум неколку месеци, па ќе видиме како шо и еве ме денес на оваа позиција и морам да бидам искрен кога веќе навлегов во театарските процеси, во сите проекти наредни кои што беа во театарот. Морам да бидам искрен дека секој си има замислена цел да иде што понапред во животот, да напредува во својата кариера. Не дека го немав тоа, но си реков зошто да не. Зашто ако имаме си зацртано цел да напредуваш во својата кариера, и една порака би било тоа до младите дека е возможно. Дека е возможно. Понатаму ги прекинав студиите на правниот факултет и по препорака на тогашната управа, режисерот Сашо Меленковски, кој што ме приме како директор, Синиша Евтимов, Бојан Трифуновски, Срđan Јанакиевиќ беа дел од тимот во театарот, ме насочија да продолжам на факултетот за драмски уметности во одсек продукција и ето. Еве ме. Добро се исплатало тоа. Да останеш на новинарство, може исто ќе било добро. Ни фалат добри новинари, особено за култура треба да се пишува, ама одличен избор. Тоа сакам малку баш да го издискутираме, затоа што пред да се вратиш на оваа функција, работиш во Србија на српска продукција, она што ние тука во голем дел го гледаме. Многу се борат луѓето да создадат што е можно поквалитетен продукт. Има филмски студија, односно филмски градови, каде што доаѓаат да снимаат практично холивудски... Едно од најголемите холивудски студија. Да, тоа ми беше навистина мене барем уау момент кога го слушнав. Едно од најголемите холивудски студија се наоѓа преку граница. Да. Во Србија. Добро. Наши продукции снимаат таму? Многу ретко. Многу ретко, бидејќи е многу сериозна цела таа работа и е многу скапа. Сигурно. И е многу скапа, така да тоа е еден простор кој што е рентабилен. Значи, може некоја помош да има техничка у смисол на персонал, на филмска екипа и на се. Се работи за огромни хали, огромна продукција, огромна техничка можност за создавање на големи дела, ама се работи за цела организација од сместување во хотели до авиони, внатрешно поставување на работите и се останато, така да... Што може да се создаде во такво студио? Може да се реплицира, например, генерално не само тука, секаде може да се реплицира одредена зграда, да кажеме, не знам, сакам на Ефелова кула да се качува. Па ја конкретно присуствував на снимање на една серија каде што требаше да се направи собранието во Белград и тоа се случи за 10 дена, они го создадоа. За 10 дена го направија собранието? Да, и го срушија со експлозија на снимање, каде што тоа кај нас не велам дека е невозможно, но треба да се стремиме кон тоа да го достигнеме.
Така е. Имаше некои идеи нешто да се прават како помали филмски студија тука, не знам, се што слушаме, ама генерално празни хали имаме колку, што е лошо, ама еве може да се искористат за нешто. Мислиш ли дека е возможно и ние да се насочиме во таа насока? Може би нема најголемо, едно од најголемите холивудски студија да ги создадеме, ама да создадеме нешто кое што би било во интерес и би се работувало со таа индустрија и да почнеме да продуцираме повеќе. Не можеме да кажеме само подобри филмови и серии, за да стигнеме до подобри, веројатно прво треба повеќе да продуцираме. Апсолутно е возможно, бидејќи тоа ни е пример, кој што е наш сосед, еден гигант, но тоа е реализирано. Мислам дека и македонци работат, мислам дека на голем дел од српските продукции, па и јас сум видела неколку примери за наши кои работат и надвор од континентов, значи и во Америка што работат, ги имаме тие луѓе и со нивниот ноу-хау. Има некој како тебе, веројатно, што одлучи да се вратат. Не претпоставувам дека немаме само еден таков пример и единствен. Имаме, од друга страна, 4 режисери номинирани за Оскар. Имаме веќе еден филм на Netflix, ама како и да е, тргнавме по тој пат. Мислам дека допрва ќе стигаат комерцијални и други проекти. Имаме Цртан кој што буквално се распродава низ целиот свет. Така. Дали е сега можеби различно време да направиме нешто во оваа насока? Што фали за македонската продукција да достигне некое повисоко ниво и да стане комерцијално исплатлива? Па пред се ни фалат добри сценарија. Добре. Има режисери кои што имаат сценарио кое што е старо 20 години, тоа е нивна идеја, замисла се и едноставно кога ќе го изнесат како продукт, тоа не проаѓа, бидејќи е пред се старо, не е во допир со денешното време, нема одреден таргет. Не знам, можеби не сум правиот човек да зборувам за филмот. Не само за филмот, генерално мислам дека ни фали пракса. Ова баш. Апсолутно, заради тоа го детектирам проблемот таму и мислам дека може многу да се смени доколку на секого му се даде шанса. Апсолутно. И таа отвореност, ќе направам паралела со театарот, каде што, еве, например, мене секојдневно ми доаѓаат млади режисери копродукции, тоа е независна продукција. И веруете, никого до сега немам одбиено. Значи, дали се работи за помал проект, дуодрама, монодрама или се, мислам дека и филмот треба да се движи во таа насока, при тоа и да може публиката да го раскаже од кога ќе го гледа. Треба и да сме можеби покреативни, тој ти го доста го пропагираш и за сега и од она што го зборуваме, покреативни во наоѓањето на финансирање, нели покрај одредени извори кои што знаеме дека се тука и треба апсолутно целосно да се искористуваат, мораме да станеме подобри во искористувањето на парите кои што знаеме дека постојат за филм, за театар, за култура. Меѓутоа и комерцијалните спонзори и компаниите да знаат што добиваат кога поддржуваат театарска представа, филм македонски, дека не е исто како да донесете, не знам, некој странски пеач или... Меѓутоа некако како да нема разбирање дека и тука е многу добар простор да се представите пред публиката и плюс да ве има како свој, дека ете што вие поддржувате. Некако тој дел на комбинација на маркетинг и филантропија кај компаниите треба уште допрва да се создава и мислам дека фали добар сейлс во делот на ќе смените ли нешто во тој дел, понуда за компании, за спонзори, за соработки? Апсолутно да, значи од првиот ден на моето менаџирање со театарот, главниот фокус ми беше во пронаоѓање на дополнителни средства или модалитети за самофинансирање, но морам да признаам дека повторно се враќаме на таа стратегија долгорочна, каде што претходно на сите големи корпорации, успешни фирми, не им е дадено до знаење дека театарот
нуди таква можност за промоција на нивните продукти, за нивната фирма и пред се за нивниот маркетинг. Например, самиот театар нуди такви можности, пред се како објект. Мојата идеја да биде целиот театар опколен со билборди, кај што ќе може секој да се рекламира. Но главното од се, еден од моите театарски ментори, професорот покоен Љубиша Ѓоргиевски, кој ќе се случеше некоја лоша проба, го велеше тоа на актерите: дали сте свесни дека утре ќе дојдат и да ве гледаат, ќе ве гледаат преку 500 луѓе. Значи на едно место седнати, на столче, каде што не се работи за дами и господа, следуваат реклами, па одиме да правиме тост, да земеме скип. Да. И скип, него ти си насочен, седнаци и пред тебе се проектира реклама која што го прават театрите во Русија, например. Кога работев, тоа за мене беше изненадување. Гледав представа во Александриски театарот, каде што пред почетокот на представата малку се намали светлото, се спушти тил или проекционо платно и почна да се емитуваат реклами на компании, сега да не ги споменуваме во емисијата, многу познати, каде што јас бев затечен, мислев дека тоа е дел од представата, онака како ми беше нешто што го прават кината кај нас пред почеток на проекцијата. Возможно е и доколку сега им се во моите средби со потенцијалните спонзори, они не знаат дека тоа е можно во театарот. Значи, сакам да кажам дека не се работело претходно во однос на само финансирање на поддржувачи на театарската уметност. Воопшто не ги кривам нив, него едноставно не им се понудени начини како би можеле они да дојдат до реализација и да се промовираат во рамките на Македонскиот народен театар, кој што е најстара институција, најголема. Така, мене ми беше интересно и она со влегувањето во театар, дека некаде е цел настан каде што нели прво влегувате, па си седите малку, па шанкови функционираат, работат, не знам, може да си нарачате некаква пијачка, па да си влезете, да си гледате представа, дека е цело доживување може да се направи точно во тие простори, луѓето да се опуштат, да се даде можност за компании да сретнат одредена публика која што е заинтересирана за театар и може би има баш таргет публика, така што мислам дека сите тие можности допрва останува да се искористат, не дека е лесно, ама постојат таму се, зошто да не? Во најдобрите театри во Европа, например National Theatre во Лондон, Александриски, Русија, кои што ги споменав, значи публиката доколку е представат од 19 часот или од 20 часот, они доаѓаат многу порано, значи доаѓаат од, да речеме, кога им заврши работното време, после 16 часот, после 17 часот, бидејќи таму има ресторани кај што има најдобрата храна, најдобрите пијалоци, уживаат пред да навлезат во театарската магија на опуштен начин, каде што не знам, пред почетокот на представата се служи овошје, еден посебен, например, јас кога не сум позади сцената, кога ќе гледам представа конкретно во Македонскиот народен театар, тоа што ми спиташе претходно, например, долга представа, 4 сати, на пауза, излегуваш и не знаеш што да правиш, значи дали да Ако си не пушач. Ако си не пушач, едноставно се шеташ околу. Да. Нема вода, нема вино, нема како да кажам, викам зошто се прават паузите воопшто? Многу треба да се работи на тоа, значи заради тоа велам дека не треба да ја потценуваме публиката. Публиката треба да самото присуство во театарот треба да го почувствува како еден посебен настан кој што долго ќе опамети, ќе го раскажува и
ќе го пренесе и на своите пријатели, на комши, на роднини, на седа, не па на тоа, дека конкретно вчера бев во Македонскиот народен театар, си поминав прекрасно, таму имаше прекрасна атмосфера, гледав добра представа, тој е најдобриот маркетинг. Така е. И ние мора да го создадеме тоа, ги создадеме тие Како услови, простор, каде да. што они ќе се чувствуваат како да се се навраќам составен дел од театарот, а не само публика која што доаѓа Дошла купува да билет, 15 до 8 влегува, си оди и ништо не се случува. Така да ја идам во насоки во создавање на театарска продавница, во Да, може да си земеш од 12 сувенирча. апсолутно, Во сите апсолутно. музеи има И- таква опција. Па и И мајце, во и многу музика од представите, театар, да. и не знам, сега тоа со DVD е малку застарено. Например, представи кои што не се во дел од репертоарот стари, култни, во некаков формат да можат да се бидат земат, достапни. да. Некои театри го имаат развиено тоа, се продаваат дури театарски текстови. Аха, како сценариото? Па да, како постари со забелешки, дали се А, тоа експициенски или се како некој историјат, Супер, например, супер. да видиме сега некаков текст од 70 и некоја година, како е сработен, какви се промените таму и се. Исто така, Многу интересно е како концепт и тоа, затоа што сето тоа ќе донесе средства кон театарот. Велиме дека се намалува бројот на представи, од каде знаеме дека утре нема една представа да може плюс да се направи благодарение на тие дополнителни средства кои што ќе Така се е. заработат или некаква мотивација да се даде, пак тоа дава простор за директорот покрај она што му е дадено од државата да може да направи уште нешто. Многу ми беше интересно искуството што си го имал онаму каде што си патувал, со Андрей Жолдак, тоа е украински режисер, соработувате, откако тој доаѓа тука да постави представа, потоа стануваш негов соработник и патувате во повеќе театри. Исто многу интересно искуство, како се случи тоа? Зборуваме за режисер што е заштитен од УНЕСКО. да, заштитено до УНЕСКО, ако не се лажам, има 3 златни маски добиена. Така. Тоа е најголемата награда во Русија за најдобра театарска представа, но обично неговите представи наградите ги добиваат актерите. Тоа е многу интересно бидејќи он е многу посветен на работата со актерите и се случува каде што негова представа ќе гостува на фестивал, он нема да добие ни режија, ни награда за најдобра представа најчесто ја добива, но ги добиваат актерите. Андрей Жолдак при самото отварање на Македонскиот народен театар беше едно од првите големи проекти. Затоа велам дека големите театарски имења кои што треба да бидат присутни во репертоарската политика на театарот, не само што не ставаат на светската и на мапа театарска значајна, него ние конкретно еве со Андрей Жолдак, јас на тој проект работев како испициент, значи позади сцената. На една од пробите, он, како да кажам, ми намири се глуп, може би термин, не соодветен, но ми кажа седни до мене и ти ќе бидеш асистент на оваа представа. Добре. И понатаму ќе гостуваме насекаде во светот заедно и ми требаш како десна рака. Во тој момент јас немав искуство од таков тип на режисер, го сватив тоа не сериозно, него тај да пројде проектов па да видиме што понатаму. Не се работи за мене, значи се работи за еден сосемо поинаква школа, поинаква перцепција за театар, каде што ние говорам, самиот театар, техниката и актерите, се соочивме на нов систем на работа. Што значи тоа? Значи, каде што нема план Б, значи режисерот од типот на Андрей Жолдак, тоа што си го има замислено првично, значи тоа е премиерата. Дали е тоа во однос на сценографија, дали е во однос на костими,
дали е во однос на целокупната продукција, пред се на неговото уметничка креација што има пред да почне во реализација на проектот, нема компромис. Се соочивме со една поинаква школа, за нас ни беше, говорам во конкретно Електра, нас не промени, за тоа не сакам само за себе да говорам, например Дарија Ризова, која што беше во улогата на Електра, Исто така беше наградена. Наградена, Камка Тоциновски, Звезда Ангеловска, Александар Михайловски, Александар Георгиевски, Борча Начев, кој беше друг, Арна Шијак, мислам дека ја спомнав. Научивме еден сосема поинаков пристап за театарот. Значи, конкретно зборам на првата проба, имавме половина од сценографијата, која што во представата, имавме еден успешен, многу успешен сценограф и костимограф од Германија, каде што костимите беа спремни. Андреј Жолдак работи на системот, пробите почнуваат од 13 часот, со пауза за ручек, до 11 часот навечер. Цел ден. Значи, цел ден се работи. Цел ден се работи. И ние во таа представа создадовме материјал од 9 часа. Значи, затворената премиера траеше 9 часа. Повеќе од едно работно време. Да. Добро. Значи, секој ден ја правевме во одредена сцена, која што не ја повторувавме. Ја правевме од почеток до крај, се малце навлего во детали, но еден поинаков систем кај што на нас, на сите кои што бевме вклучени во проектот, при тоа е многу важно да се каже дека самиот режисер бараше и техниката да гледа додека се случува проектот, како се создава, да биде присутна во гледалиштето. Не позади сцената, на кафенца, на цигари, не него да гледат колку е мачно актерите да го создадат тоа што он го посакува како резултат. И потоа е многу за нив мотивирачки да делува, да бидат упатени во целиот процес. И сите, како да кажам, тоа беше како еден организам кај што направивме представа која што апсолутно сите балкански награди ги добиха, најдобра представа, најдобра режија. Да, памтам. Баш беше... Дарија ги собра сите можни награди. И многу е добро чувството после таква макотрпна работа од страна на целиот колектив и целиот ансамбл, каде што ќе гостуваш надвор од државата и сите те гледаат со почит и ти даваат важност во однос на браво дечки, значи апсолутно ова е многу добро што сте го направиле и се исплатаа веројатно и часовите и целата посветеност на процесот и се останато, и тоа се случило затоа што дошол таков режисер кој што го пренел веројатно и своето знаење. Може би и тој нешто научил тука, ама добро. Да, понатаму во склоп на прашањето, извини, ја продолживме соработката со Андреј Жолдак во Италија, во Франција, во Русија, Црна Гора и последно беше во Фрајбург. Тоа беше она малото градче кое живее од театарот. Малото градче, да, па не живее од театарот, тоа е Фрајбург се наоѓа помеѓу Франција и Швајцарија. Например, интересно беше за режисерот, бидејќи срекна позиција. Да, он живее во Берлин. Добре. И нема директен лет до Фрајбург, а има директен лет од Скопје до Фрајбург. Аха, добро, сега знаеме. Бидејќи тука е Швајцарија, Цирих е од Фрајбург на 40 минути и цело време викаше како ти си идеш за викенд, ја не можам од Берлин, ти од Македонија. Диаспора. Да, тоа беше последниот проект и еден од најзначајните проекти во кои што сум работел, опера, бидејќи никогаш не сум работел опера. И тоа е многу поинаку од театар и сметам за мене лично дека тоа е најзначајниот проект во кој што
Сум работил и сигурно благодарение многу различни. на него, така да се уште сме во соработка. Можеби во текот на мојот мандат и би бил среќен да направи уште една представа во Македонскиот народен театар. Кој друг режисер би го донел? Мислам, тука кој ти е на Dead or Alive, било која во игра, што сакаш да го донесеш во театарот? Па, како Не да мора да е кажам, возможно. Дето да Live, значи Ромео Кастелучи, тој е италијански режисер, ама тука се работи за лични вкусови. Како да кажам, на пример, многу би бил среќен ако тој дојде да направи представа. Тој е еден авангарден Не знам италијански како на италијански да го поканиме тука, ама ќе режисер, разберам. но сега на пример трендот на кремот на тие успешни режисери се движат во насока на опера. Значи они создаваат повеќе опери него театар. Но естетски на пример многу би бил среќен он да дојде. Повторно да режира Александар Морфов. Мора да го издвојам како еден од, бидејќи му бев асистент на Животот е прекрасен и на Ничија земја, би бил Кои што се среќен исто и ако дојде он повторно да режира Остермаер, значи имам повеќе, Има повеќе, листа. но малку тука се работи за мој личен став. Треба Да. да се консултира и уметничкиот совет на театарот кој што го имаме. Не, ова беше Тимот и повеќе така забавно прашање Па еве на во кратко, делот, нели? доколку би дошол Ромео Кастелучија, тебе. би бил пресреќен во текот на мојот мандат. Тоа што се случува на секаде, ќе го погледнам овој дечково тука, е експанзија на технологијата од која што постојано сите се плашиме. Меѓутоа театарот е медиум или место или како да го уметност која што била под закана од телевизијата. Не знам дали била под закана од радиото, не верувам. Па потоа од интернетот, дека нема луѓето да сакаат да одат во театар. Сега се појавува вештачката интелигенција, па ти вика ти сам создади си што сакаш да си создадеш и свој свет и се останата. Дали некогаш ќе му дојде крајот, затоа што до сега секоја технологија само го ојачала театарот и му донела нова свежа публика која што до тогаш не била изложена на представите. Што мислиш дека ќе се случи? Никогаш со нема да му новите дојде медиуми? крајот на театарот. Никогаш, додека постои човештвото. Добро. Значи Тоа е од супер. првиот Homo sapiens, од античката драма, па се до денес, секоја појава на нова уметност била потенцијална закана на театарот. До појавата на филмот, кога се појавува филмот, веќе е како театарот толку, значи со појавата на филмот театарот ќе згасне. Еве сме во 2024, скоро 2025. Што не се Ќе дојде, испојави? што не во се меѓувреме? испојави. И театарот сите битки ги победил. Јас Сите мислам битки дека ги дури победил. плюс му е и филмот, извини што те прекинав, Не, и не. филмот, и интернетот, и се, затоа што ги гледаат, например, актерите, и ако ги земеме, например, најпознатите актери за кои што најмногу публика доаѓа во театар, тоа се актери кои што се појавиле и на филм, и во театар, или се појавиле, не знам, се доста актуелни на некои други типови на медиуми, па, дечки, имам представа и доаѓа огромна публика да ги гледа, која што може би предходно не би отишла во театар, па ќе се навлече понатаму за тек на време. Истото се случува и со социјалните медиуми, значи некако секако да го ојачува, затоа што тука е едното место каде што ти доаѓаш во некој директен контакт со актерите, со екипата, со сите оние кои што работат, има посебна некоја магија. Веројатно многу луѓе треба да дојдат заедно за тоа да се случи, макар и ние да гледаме двајца актери на сцена. Да. Позади се случува се нешто, има огромна екипа. Драго ми е што денеска ти зборуваш за ова, затоа што баш тој дел на неколку пати се потенцираше. Сценограф кој работел зад камера, кој работел организација, како се фаќаат забелешки, како се создава сценарија, така да мило ми е што тој сегмент го покривме. Сега кажавме дека никогаш пробите се од 1 до ниедно време на вечер. Да.
кажавме дека некогаш треба да се патува низ светот, да се поставуваат серии и слично. Специфична работа е, некогаш е пофлексибилна и може да се посвети човек повеќе и на семејството, меѓутоа некогаш мора и семејството да му се посвети на него за да му даде некако ветер во грб да продолжи да го работи тоа. Колку е битна таа поддршка, колку е важно кој ти е дома, без разлика дали родители за младите, дали ќе бидат пријатели со кои што живеат, цимери или пак сопруга, сопруг, деца, колку е важна целата таа поддршка од дома за да може некој да создаде некакво дело, дали филм или театар, се едно, затоа што и двете си имаат предизвици, посебни се. Ова е многу убаво прашање, но многу комплицирано за одговор. Вака на кратко. Од призма на многу е комплицирано да луѓето кои што не се бават со театар, да ги разберат луѓето кои што работат во театар. Доколку тоа се случи, е многу полесно, бидејќи ние немаме работно време. Значи, ние не сме фирма која што дури тоа можам слободно од се од позиција на директор, не знам, картици, куцање, време се, тоа е многу погрешно бидејќи некогаш актерите остануваат буквално целиот ден во театар. Ќе си куцнат екстра часови. Да, навечер кога ќе дојдат дома, они работат на текстот. Така. Или имаат задача од режисерот да гледаат одреден филм, одредена серија се. Не е целата работа таму, така да, тоа е дел од сакам да животот. кажам, треба да има големо разбирање од страна на семејството, бидејќи се работи за процес кој што не е како сите останати, како да кажам, работи, например, од 8 до 4, па си одиш дома, па си слободен, сабота, недела. Ние работиме во сабота и во недела, значи тоа не е кај нас ништо ново. Кој ден е лабав, да кажеме, најмалку работите? Чисто... Петок. А, јас мислев понеделник. Не, понеделник е лајтурува. Да? Да. Па не, сега говорам од аспект на човек кој што ја контролира администрацијата и се. Да, во административниот, да. Нити па сум имам еден модерен пристап во однос на тоа, секој да си ја сработи работата и нека си оди дома. Значи нема тоа од 8:30 до 4 до се сега може некој тоа погрешно ќе го свати од одговорните над мене, но кога работиме. Добре, ако има работиме задача, да. Да, никого не сакам да... Тоа е исто го пропушти во... Сакам да создадам атмосфера каде што секој вработен ќе има огромна мотивација да доаѓа на работа. Да. Че тоа е многу тешко да се и во задачите и во проектите. И во проектите, да, така, на тоа мислам. И во режисерите, и во екипата, и во се. Да. Значи, тоа е една симбиоза каде што не е туку така да се каже, да не му се враќаат нозе додека оди на работа, но многу работам на тоа, секој да апсолутно му биде среќен што е дел од Македонскиот народен театар и да оди со огромна мотивација и со желба да допринесе повеќе од тоа што го направил претходно. Како што јас тоа претходно сум го направил и така. Се наоѓам нова позиција. Да, затоа што си Работев бил од другата на себе. страна, може би тука некако е балансот, дека си бил и вработен во театарот и сега, мислам, повеќето директори биле, меѓутоа некако повеќе позиции различни. Добро е да се имаат и повеќе искуства од надвор, така што јас се надевам дека таа мотивација ќе успее и ти благодарам што беше со нас денеска и посакувам на вистина успешни представи и успешна кариера и понатаму и многу млади да се измотивираат да работат театар, да работат култура, затоа што може да се почне уште на 20 години да се остане да се успее во овие области. Ви благодарам на поканата, ми беше чест.